Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Познатата актерка Салма Хаек ќе допатува на Балканот. Таа ова лето ќе сними филм во српската престолнина Белград. Хаек ќе биде главна звезда на филмот Еверли во режија на Џо Линч. Се работи за акционен трилер за жена која се бори со убијците кои ги испраќа нејзиниот поранишен сопруг, опасен мафијашки бос. Филмот се уште не се снима, додека Селма во меѓувреме работи на други два филмови. Преубавата мексиканка има 46 години и кариера вредна за восхит. Домашната публика ја памети по легендарната сцена на игра со змија во филмот Од самрак до зори, чија режија во 1996 година ја потпиша Роберт Родригес, а Квентин Тарантино беше косценарист и актер. И Дженифер Лопес реши да сними документарец за нејзиниот живот, во кој ќе се раскажува за важните настани од животот на пејачката, вклучувајќи го и разводот од Марк Ентони. Танцува и повторно е името на најновиот документарен филм кој ќе говори за животот на поп звездата Дженифер Лопес. Минав низ големи промени во мојот живот со разводот и со се што дојде како последица од тоа. Со оглед што сум толку луда, одлучив тоа да го сместам и во филмот, изјавила Дженифер. Пејачката одлучила името на филмот да биде Dance Again, односно Танцувај повторно, бидејќи така била насловена и нејзината турнеја во 2012 година, која за секогаш и го променила животот. Најновото филмско остварување на Леонардо Ди Каприо, Големиот Гетсби, успеал да заработи $3,2 милиони од полнокните и четврточните вечерни проекции во Америка, што е успех што ги надминува другите филмови со претежно женска публика. За Големиот Гетсби беше јасно дека нема да има толку голем почеток како Iron Man 3 или кој било друг филм со суперхерој и со многу експлозии, но киноблагајните досега покажуваат изненадувачки успех за филм правен врз основа на книга стара 90 години. За филм од ваква тематика, ова е успех што ги надминува другите филмови со претежно женска публика, како на пример двата филма Сексот и градот. Инаку Гетсби засега добива мешани критики, но гумина од анкетираните киногледачи изјавиле дека се магепсани од Леонардо Ди Каприо, од придонесот на Джей-Зи во музиката на филмот или од двете работи заедно. Големата атракција на Бас Лурман, Големиот Гетсби, на 15 мај ќе го отвори 66-тиот Кански филмски фестивал, а веќе на следниот ден, 16 мај, ќе се одржи премиерата и пред скопската публика. Во извештајот на Обединетите нации се наведува дека во крајот на идната година бројот на мобилни уреди ќе го надмине бројот на луѓе во светот. Меѓународната телекомуникацијска унија предвидува дека бројот на претплати за мобилни телефони во почетокот на идната година ќе го надмине бројот од 7 милиарди. Во моментот бројот на претплата за мобилни телефони изнесува 6,8 милиарди, а бројот на луѓе 7,1 милиарда. Во извештајот на Институтот за телекомуникации за 2013 година исто така се наведува дека над 1/3 од светското население користи интернет. Заедницата на независни држави и Сојузот на земји кои некогаш го сочинуваа СССР имаат најголем број мобилни телефони со 1,7 претплати по лице, а Африка најмалку со 63 претплати на 100 жители. Европа има најголем број онлайн конекции 75%, пошто следуваат Соединетите Американски држави со 61%, Азија со 32% и Африка со 16%. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.